Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје на катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици. Повторно се судрив со почетни потешкоти. Сите се плашеа дека ќе се откажам од факултетот, затоа што бев единствената ромка која ќе студира на тој тежок факултет. Сите мислеа дека нема да го завршам, но со макотрпна работа, со поддршка на моите родители и колегите, успеав и го завршив. Се стекнав со титула дипломиран професор по македонски јазик и литература. По завршувањето на факултетот, упорно барав работа, благодарение на локалните институции и секторот за образование од Тетово, успеав и се вработав во основно училиште Гоце Делчев, во истото училиште каде и што учев. Младински образовен форум во рамките на проектот на УСАИД за граѓанско општество во Тетово организираше еднодневен настан под мотото Сите под еден чадар. Во првиот дел од настанот беше реализирана јавна трибина насловена Поттик, интегрирање и соработка на младите роми со локалните институции. На трибината беа презентирани успешни приказни на роми, македонеци и албанец. Имран Јашари, успешна млада ромка од Тетово, ја раскажа својата приказна до патот до успехот. Тефик Сали, доктор по општа медицина, пред присутните на трибината посочи дека упорноста на младите е најважна. Тефик апелираше до младите роми да се образуваат, бидејќи само така отворени им се можностите во животот. Успеав да се запишам на медицинскиот факултет, ги положив приемните испити и влегов во државна квота како единствен ученик од Тетово, кој што успеал во државната квота на медицинскиот факултет да влезе. Во текот на студиите се соочив со голема тежина во однос на материјалот и со многу поголеми изускувања и барања од оно што го бараше средното. Меѓутоа, љубовта кон медицината, желбата, односно мотивот да покажам дека и еден ром може да го направи целото тоа, како и она жртва која што родителот ја вложил, инвестира во твоето образование со пари, со време, со целосна посветеност, а ти да му вратиш со тоа што нема да продолжиш да учиш, мислам дека тоа беше исто така една од моите двигатели, односно водилки до успехот. Како млад успешен албанец, Вањан Садики раскажа како неформалното образование му помогнало да се вработи. Тој посочи дека со неговото долгогодишно искуство како член во невладините организации полесно му помогнало да се вработи. Учесниците на трибината упатија апел до родителите роми од Тетово да ја сватат важноста на образованието на младите, бидејќи само така може да се биде конкурентен на пазарот на трудот. Новак Ристовски, советник за анализа, маркетинг и информирање на пазарот на трудот од Агенцијата за вработување од Тетово, истакна дека од вкупно 10.580 активни баратели на работа, 159 се роми кои живеат во Тетово и активно бараат работа, што е лош показател. Заинтересираноста на ромите во Тетово за вклучување на активните мерки за вработување, кои ги нуди Агенцијата за вработување, е многу мала. Во вториот дел од настанот беше организирана работилница насловена Подготви се за работа, а темите кои се обработуваа беа изработка на CV, мотивацијско писмо, стратегија за барање на работа, се со цел младите роми да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Целта на настанот беше поттикнување на младите роми поактивно да се вклучат во образовниот процес, информирање на ромите за можностите кои што ги нудат локалните институции, намалување на образовните разлики помеѓу ромите и другите националности, поттикнување на поголема соработка, култура и толеранција кон младите роми, да им се помогне тие да станат покомпетентни личности на пазарот на трудот. Иницијативата за организирање на овој настан поттикнува од група млади луѓе од Тетово кои учествуваа во школата за активно граѓанство, како дел од проектот на УСАИД за граѓанско општество.